Не знам дали може да се види ова овдека. Дали го снимаме тоа? Да. Да. Значи, сега сме на Крани Бич. Односно на Extension Крани Бич. Затоа што овакво водата е доста повлечена и имаме делови кои што се овакво кои што се фатени дури со како мочурливо место. Значи вака, јас сум Снежана Кузмановска. Снежа мрежа стори се каналот, каде што од време на време избацувам по некое видео кое што мене ми значи или нешто сум сакала да кажам или слично. И знаете веројатно повеќето со што се занимавам, односно барем оние кои што ми ги дзирнале од време на време моите видевца. Правам кути, моментално сум на летен камп кој што е, како се вика, инвертед камп се вика, значи го организира еден фин дечко, многу културен. И тие вежбаат бразилско џиу-џицу, а јас сум сопруга на едниот вежбач и во меѓувреме имам прилика да го снимам Крани, да ја снимам Преспа. Бидејќи има многу малку видеа за нашата Македонија, за нашите плажи, општо, нели? Кои што нешто може да дадат одблиску вакво како изгледа, што има и слично. Ланската година кога бевме во Ксамил во Албанија, направив едно толку многу кратко видео, за жал, да знаев ќе го направив подолго, а за жал пак ќе речам има премногу прегледи како да е не знам што. А всушност не е ништо посебно таа плажа. Барем не за мене. Некој ќе рече шанса нема, бора, боли глава. Нема везе. Проблемот со нашите плажи, односно конкретно со плажава Крани и цело во ова место, проблемот со него е тоа што е оставено на забот на времето. Ние сме моментално сместени во Крани Бич. Тоа се све мали миниатурни плажички кои што буквално може да се искористат за бањање, за сончање. Значи самите има таму бунгалови, има камп, приколки и има апартмани. Ние сме моментално сместени во апартманите. Нашата група што е нели на бразилско џиу-џицу, борачиве нашиве што се дечкиве што се борат и тоа се. И можам да кажам дека сместувањето е навистина прекрасно. А на сите овие места овдека, да, еве син ми најде желка. А на сите овие останати места мора да се работи. Климатските промени си го прават своето. By the way, сакам исто и за нив да можам, ете, преку ова видео онака да се даде еден апсолутен апел до каде сме. Со тоа што мора сите заедно многу да се трудат, да ја вратиме рачната малце назад во однос на тие температурни разлики од година во година, што е се потопло и потопло. Затоа што оваква преубава плажа, оволку многу да се повлече водата е навистина жално. Во позадина пак ќе ги снимам оние прекрасни планини, што мене лично многу ме потсеќаат на Суто море кога бевме во Црна Гора со мојот сопруг пред 2 години, 3. Буквално ме потсеќаат на Суто море. Таму во позадина исто вака се гледаат преубави планини. Само што нормално, таму вакво плажата е друга приказна, овдека е нешто сосема друго. Еве го југва. Сега ќе видиме Жилка фатил син ми, ама Жилката си отиде натаму, не можеме да ја снимиме. Ми беше желбата да ги снимам овие островчиња мали.
Значи погледнете колку е убаво ова делче, човек сам да си земе чадор, си земе лежалка или пешкир или било што, се намачкаш со масло и буквално можеш да се сончаш по цел ден. Беше како малечки интимни плажички. Езерото е исто така феноменално, иако не знам дали ќе се гледа воопшто ова на видео, затоа што одиме во спротивен правец на сонцето. Ама колку толку нека се фати нешто, нека се сними. Инаку, самиот камп, дечково што го организира кампот, има направено навистина преубава програма. Секој ден да имаме нешто посебно. Видиш убав пердув. Ова е пердув од штрк. Да, ова е пердувче од штрк, леко кафе джиновски. Буквално ќе си го користиме како пинкалце дома. Значи има направено дечкото програма за секој ден посебно што може да се прави. И утре, видиш овдека некој бил пред нас, нацртал некое срце. Што пишува? ТВСК. Тереска. Па ја читам дека е Тереска, освен ако не е Тесакам, ама не личи на Тесакам. Ова е нешто така, Тереза или Тереска, не знам што е. Или да не е Теодор. Не знам што е. Или да не е Тодорка. Не знам. И утре, значи, утрешниот ден, утре е среда, нашиот трет ден како сме тука, вчера дојдовме. Утре имаме од Сабајле хайкинг, односно искачување на не знам на која од планиниве, не знам, не разбрав дали пак се уште се вага на кај ќе се оди, тоа не знам, бидејќи зависи од жилбата на сите присутни. Значи тоа е баш онака добро направено, флексибилно е и договарањето и многу други работи, значи исхраната, изборот на активности и слично. Потоа, значи после тоа искачување на тој рид, кај да одиме, значи ќе се оди во Сливница бич. Ако успеам ќе направам едно видео и од Сливница, зашто Сливница многу ја фала дека била прекрасна, а јас до сега во мојот живот немам отидено на таа плажа никогаш, ниту пак на Крани бич, уствари доаѓам прв пат во мојот живот. И баш сакам да ја видам Сливница како изгледа од близко и ќе снимам едно видео. После тоа си има тони тренинзи, не знам, борења, не знам, ножици, значи не е важно, џиу-џитсу. Ако некој сака ако има некој интерес, може да си се пријави човекот да си нормално да си вежба џиу-џитсу, затоа што тоа е еден доста захтевен спорт. Нема тепање во него, нема директен удар со нога со рака, меѓутоа има гмечење, тегнење, влечење, притискање и слично на начин да го зарубиш противникот. Нормално треба многу сила. Иако изгледа многу наивно, ствари многу сила се троши и стварно кога доаѓаш од тренинг си целиот вода направен. И тоа би било многу накратко она што моментално, значи го имаме имам да го кажам за плажава, за кампот и слично. Пак ќе кажам, ова ми беше многу интересно Сабајле. Си се движам онака покрај камповите, нели, овдека, зашто има бајаги кампови, бајаги се празни. И си викам во себе, знаеш, дури баш ме фати онака тага. Викам, знаеш, нема луѓе, нема капачи, нема посетители и тоа се. И само во продавница, пошто имаат еден супермаркет овдека, така, солидно снабден, со сето оно што може да ти треба. Цените се некаде околу 15-20% поскапи од скопските цени. И слушам, во продавницава влегол оној Горан Велковски или како се викаше од Зевзекманија, тој што име главниот, така да го кажам. Сите го знаат, Зевзекманија, тој Горан со наочарите, со бркуите. И баш си се насмеав у себе, викам, чекај, тука идат познати фаци, викам, нема цивкање моментално. И тоа е тоа. Тоа би било накратко се за Крани бичес. Утре, ако можам, ќе снимам едно за Сливница.
ако не здрави. Еве, морам да снимам едно жалосно место овдека како го прецицало. Сега, дали се само климатските промени или нима нешто плюс, нема да коментирам на видео, али е жално што, например, се има случајно ова. Тоа е тоа. Водава е многу убава. Буквално е бистра. Доле песокот е ситен. Не мораш, значи идеш пријатно во вода, баш ти е онака супер. Нема зборови. Имаш место, значи колку сакаш и да се бањаш и да седиш и слично, за разлика, например, од Бора Бора плажата. Бора Бора исто така е место каде што е фрлен песокот, значи тоа не е природен песок, значи не може да те плени некое место ако е фейк, така. Шо е разликата тогаш со било која останато местенце кај што човек може да фрли песок? Бора Бора исто, тоа е толку мало место кај што ти буквално не можеш да седнеш, ни гъст место нема остави кај да се ставиш, кај да го поминеш одмора, треба да се тепаш за лежалка. А овде не е така, значи овде имаш на располагање километри плажа, каде сакаш можеш да легнеш, ова е све песок бел, убав. И буквално да уживаш под сонце, под македонското сонце. Под македонското сонце. Ако се надевам дека видеово се потрудив барем да звучи примамливо за крани, значи имате сместување, имате храна, имате јадење каде да си купите од овдека, не сте гладни и слично, посетете го Крани, посетете Македонија, нека ви биде во фокусот Македонија за место за летување. Јас кога почна 2022 година си пиша во списокот на задачи што сакам да ги правам да имаме летување во Македонија оваа година. Затоа што тоа патување од 14 сата кон другите плажи ми е до овде. И рековме оваа година повеќе од 4 часа патување не. И си го исполнивме ветувањето и плюс парите да останат во нашата држава, што би се рекло. Тоа е тоа. Се гледаме утре од Сливница, ако можам да снимам видео, ако не ме фати трема, бидејќи ќе бидеме повеќе луѓе. И тоа е тоа. Бај-бај! Посетете го Крани!